И все още нищо, само ветер. Цели 30 години живеете тук? Да. От Парцеланка кухата. От 90-та кухата почнахме. И вамо таму и от Парцеланка. Трудно останахме тук. Да се даде шанси. Беше каква елитна населба дека ќе биде, дека се гореви, големи. Ама заборавивте дека тоа беше во времето на поранешен еден систем и една поранешна држава, така? Тоа беше така. Место најубава населба да биде, гледај кај сме. Да. Општината да им даде можност и на овие собственици тука што се, да си А ова е лево и десно се нечи има. Да. И да си го продаде, ако е веќе никој не го купува, нема вода, нема канализација. Кој ќе го купи? Не, бабче и таа. Знаеш ли Знаеш која исто, информација? телевизија. Знаеш ли која информација е слушна 95% од бавчеви не може никој да продаде? А знаеш ли зошто? Зошто? Кога беше тогаш законот за легализација, значи бавчата е твоја, ти си еден вид корисник, не си собственик на бавчата. Сега ако низ тебе мине канал да пуштат нешто, нема да обештетат ништо тебе. Значи ти си корисник. Како не може? Ги легализирахме, си ја вративме собственоста. Не сите, 5% се има. Ако на имотот ти се пишува ако ти пишува собственик, супер. Ама ако ти пишува корисник, многу лошо. Треба да се видите А би дале вие, иако сте собственици, например, на парцелите, би дале ако има потреба, например, од... Ако има експроприација. Не, дали би дозволиле се со цел да се обезбеди канализација, да се обезбеди вода и пат, дали би дале дел од собствените парцели? Да. Ако се собственици на парцелата. Ама би дале ли вие? 90% се користи. Ќе дадете? Бавке, едно ќоше на нашиот плат, онде е нашиот плат, еве го, ова. Гледаш Так, овој чело? Ова так. е нашата ќоше свет. Так. На ќошот по некој урбанистички план стои за да помине патот, за тука да се направи мостот кај Дервен. И ние си го планираме тоа место дека треба да му го даеме на општината ако го прави патот за вам. Ние го знаеме ќошот дека ако се спроведе патот им го даваме на општината. Тоа не е наши кратки. Тоа е добро.